Велес доби ресурсен центар за деца со пречки во видот. Во уредените простории, децата со оштетен вид ќе имаат можност да следат настава, да ја подобруваат писменоста, да ги совладуваат образовните задачи. Ресурсниот центар е лоциран во просториите на Поранешниот факултет. Истиот е отворен со поддршка на УСАИД и Лајонс клубот. Ова е еден од 5 центри кои што се отвараат во Република Македонија. Има во Штип, Велес, Скопје, Тетово. И со овој центар се овозможува на децата да имаат повеќе пристап на текстовите во Брајлова азбука и исто така со понудата на најновата технологија да можат да ги читаат, да ги користат овие средства, но исто така и да се детектира видот кај децата од 3 години до 6 години и понатаму да работат и да бидат вклучени во овој центар понатаму. Веќе се отвараат овие 5 ресурсни центри. Долго време се подготвуваше, скоро година дена се набавуваше опремата и стигнавме во фаза да денес, благодарение на градоначалникот Шадиев, го имаме ова прекрасно чувство да бидеме сите тука и да се радуваме дека во Велес се отвара овој ресурсен центар. Брајеви машини и печатачи, дидактичка опрема, вибрирачки душеци. Ова е само дел од опремата која ќе им биде од корист, како на децата, така и на луѓето кои ќе работат со нив. Центарот располага со најсовремена опрема со која треба да се постигне корекција на видот, изучување на наставните предмети, и тоа од математика до физичко. Почнувајќи од опремата за слабовидни лица, интерактивната табла, дигиталните зголемувачи на текст, посебните читачи за дисплеи за слепите лица на текст, термичкиот фјузер кој што го обработува текстот исто така на тактилен начин може да се употреби. Отворањето на центарот се реализираше со поддршка и на локалната самоуправа. Според градоначалникот Шадиев, целиот објект на Поранешниот факултет наскоро ќе прерасне во седиште на сите здруженија кои работат со ранливи категории граѓани. Сосредувањето на самиот двор кој што гледате дека е на одлична местоположба, комуникативно место каде што можат да ги донесат децата со автомобили, да децата бидат прифанати и да ги вршат своите активности во останатите простори. Ќе добиеме еден центар покрај ресурсниот центар што го имаме во овој момент. Значи почнуваме едно ново време во Велес за лицата со посебни потреби, бидејќи тука се наоѓа и специјалното основно училиште за лица со потреби, правиме еден комплекс. Во рамки на проектот досега се отпечатени 30 на учебници на Брајово писмо, а наскоро се очекува во ова писмо да бидат отпечатени сите учебници од основно образование. Децата со оштетен вид наставата ќе ја следат во групи од 5 до 10 учесници.